Цените на вештачките ѓубрива на светските берзи, но и кај нас бележат вртоглав раст. Додека трошоците за производство се зголемуваат, земјоделците стравуваат дека годинешните приноси ќе бидат драстично намалени или дека ќе работат со огромни загуби. Поскапувањето на енергенсите и нарушените синџери на снабдување повторно ја брануваат агроиндустријата. Вештачките ѓубрива кои се клучни за квалитетен род сега се продаваат по цени кои за многумина се недостижни. Поскапано отка. Таа урејат па 1300 било таа такова. Утилдарка на 1300. Две шенци за махотор, такова 500 динара. И дай ќе излезеш на крај. Ја жито, зашо да се жито? Јас сам те сај, такова нема 6000 еден декар фреваш унатре. Нафта такова и... А семето плюс. Комбања ќе земе 1500 динара на декар на решение. И нема рачун. Проблемот со поскапувањето на вештачките ѓубрива, освен кај градинарските култури, се прелева и во овоштарството, што е уште покомплексно, бидејќи овошките се повеќе годишни насади кои бараат континуирана прихрана, за да дадат род воопшто. Ѓубривата не знаеме дали 50, 60, 100 или 150% ќе поскапат. Ке видиме. Али за жал недозволиво е веднаш, само што отпочна кризата на Блискиот исток, преку ноќ некаде 30-40 до 50% ги зголемија на одредени ѓубрива цените, што не е во ред, тие се од минатата година залиха. Ова значи дека македонското овошје, кое веќе се бори со силната конкуренција од увозот, годинава ќе има уште повисока производствена цена, која тешко ќе ја платат домашните потрошувачи. Агрономите укажуваат дека доколку не се интервенира, многу овоштари може да одлучат воопшто да не ги третираат насадите, што би значило десеткува род и трајно оштетување на повеќе годишните насади.